А сега е вистинско време ние да направиме еден коридор. Коридорот Мелбурн-Скопје е актуелен во овој момент. Ве носам сите во Австралија, во домот на нашите прекрасни Тања и Новица, кои што се наши музички амбасадори. Добар ден, добро попладне, кај вас се попладне, така нели? Попладне на вечер, да. Попладне на Добар вечер. ден, добро утро за вас, добар ден за било каде во светот, од овдека добро вечер од Мелбурн, Австралија. Се радувам што ви влегувам во домот вака оддалеку, ама благодарение на технологијава немаме пречки, немаме граници, на вистина фала му на Господ кој го измисли сето ова па да можеме вака да си бидеме поврзани. Како сме во диаспората, како сме во најоддалечениот континент пред Великденски? Па морам да кажам дека во нашиот дом веќе почнува позитивна возбуда околу вечерашното посетување на црква и кршење на великденските јајца, воскреснувањето на Исус. Денеска цел ден е во знакот на црквата, во знакот на Исус, како и изминатите 7 недели, да се пофалам дека јас за прв пат во мојот живот постав цел великденски пост и на вистина се чувствувам толку возвичено, толку прекрасно. Се направи како што треба со сите обичаи, адети, нашата религија. Така да, еве ги првите 3 јајца што ги избацавме во четвртокот, се Валево на детето честивме и не само јас и Новица, туку и нашите деца Пепар и Степан, за прв пат 3 дена постоја и се почестија. Така да, наистина радат со нашиот дом. Секоја чест. Новица, како се снајдовте на вашиот нов континент, во новиот дом? Ние непрестано на социјалните мрежи следиме се што се случува. Јас толку се радувам, верувам и од срце ви го кажувам ова, толку се радувам за секој ваш успех, за секоја нова соработка, за секој нов настап и навистина си велам блазена луѓево што се охрабрија, што излегоа од комфорната зона и навистина одлучија да живеат човечки и достоинствено далеку од дома, ама никогаш да не заборават кои се и од каде се. И благодариме се за убавите зборови. Како се снајдовме? Па не случајно изборот на оваа дестинација, затоа што на оваа дестинација, мислам, во Австралија живеат многу нашинци, каде што можеме да видиме на некој начин и меѓу своите, но и да си продолжиме со нашата професија, тоа е со пењето. Така е. Како и за пењето, така и со сегашните празници, нели поврзано, Тања кажа дека се почнати во нашиот дом, и не само во нашиот дом, одека нашите луѓе многу не негуваат традицијата, значи ни посетуваат црквите, па и манастирите, денеска бевме во еден наш манастир, така да чуваме многу убаво. Фала му на Господ златен, добри сме си. Одлично, супер. Тања, гледам дека често пати си гостин и на немакедонски забави, на забави од нашето соседство од времето кога бевме Југославија и се радувам што публиката таму не е само македонска, туку те прифаќаат и те бараат, ама баш на секаде каде што ни го разбираат мелосот, ни го разбираат ритамот, оној наш препознатлив седумосмински ритам, па и сите останати други кои што се карактеристични за нашиот фолклор и дека направивте голема армија на ваши фанови. Што е најспектакуларно што би издвоила во изминатиот период? Па токму така, Сузе, границите се пополека попуштаат и предрасудите, така да се спортуваме сите воедно и негуваме само љубовта и музиката како најголема љубов и најголем сплотувач на сите нас. Така да, неретко сме гости на тие балкански вечери. Јас, например, морам да признам едно прекрасно и поразлично чувство беше кога бев сега неодамна гостинка на една кафанска ноќ, поканета токму од еден бенд од соседството. И навистина пеевме секаков репертоар, меѓутоа без македонско девојче, Јовано Јованке, не може да помине вечер, а верувајте, кулминацијата на секоја атмосфера е токму на тие наши преубави македонски песни, но седумосмински ритм. Браво. Како Петар и Стефан се снајдоа во Мелбурн, во Викторија, во оваа земја каде што би рекла на една поинаква фреквенција се живе. Таму имаме големи дестинации, таму имаме големи патишта, се е некако широко, комотно, лабаво. Дали им недостига онај живот наш овде кој што
Знаеме ние во Македонија и мала земја е, меѓутоа големо срце, топол народ, луѓе кои што навистина сакаме да се дружиме, што да речеме не е случајот и во Мелбурн. Јас се сеќавам кога пред многу години бев таму пешки да тргнеш да пешачиш по улица, нема кого да сретнеш по улица, нема ни со кого да се скараш. Како тие ја прифатија новата средина? Фала на Господ, Сузе, од како дојдовме, некако Петар малку побрзо се знајде, затоа што беше нели повозрасен, Стефан беше помал. И благодарение на тоа што тренира кошарка во Македонија, значи тренира за имзете, не е мала работа. Дојде овде, почна одма со спорт. Стефан почна и паралелно да игра и кошарка и фути, Петар беше само со кошарката. Така да многу брзо се стекна со многу другарчини пријатели и се адаптира многу добро. Кога сме кај на нашата добра македонска душа и овде ќе така има многу, така да и они си пронајдоа доста и другарчиња, нели што се македонци, а и балканци, нели соседните и од соседните земји балкански. Морам да се надополнам ново да кажам за она твој чувство дека малку е променето и дека треба да дојдеш сега заедно да прошетаме по Мелбурнските улици и да видиш дека сега ќе сретнеме луѓе, ќе сретнеме и австралијанци и секакви нации кои ќе те поздрават културно фино. И на наше големо задоволство ќе сретнеме и македонци, поготово во оваа област каде што ние живееме во Северниот дел од Мелбурн. И уште една така приватна работа која што би ја споделиле, си најдовме овде кај едни прекрасни комшни македонци, децата ни се на слична возраст, се дружиме, за празници, за родендени. Така да полека на вистина почнуваме мали коренчиња да пуштаме. И да се чувствуваме онака помотно и лагодно. Многу се радувам, ви се восхитувам и само напред. Навистина, вашиот успех е и наш успех, бидејќи ако ние луѓето не умееме да се радуваме на успесите на нашите познати, на нашите пријатели, тогаш навистина не го заслужуваме зборот да бидеме луѓе. Би сакала да ми кажете дали имате информација дали во Мелбурн се уште постои и екзистира културно-уметничкото друштво, битолско друштво е тоа Александро Турунџев, дали сме слушнале за такво нешто? Да, јас мислам дека постои и дека екзистира и да ти кажам уште една информација. Моето прво доаѓање во Австралија беше на покана токму од културно-уметничкото друштво Александар Турунџев. Во далечна 1998 година мојата нога прв пат стапна дека во Австралија на покана на Александар Турунџев. Мислам дека се уште останува. Овдека многу се негува македонскиот фолклор и традиција на наше големо задоволство. Значи, постојат многу културно-уметнички друштва кои што носат наши колеги пејачи од Македонија, како Јане Сандански, Гоце Делчев, културно-уметничко друштво Тоше. Да, и така натаму. И не само во Мелбурн, сега направив неколку од Мелбурн, значи во цела Австралија функционираат, се прават фестивали, учествуваат на разноразни манифестации на мултикултурно ниво. Така да навистина сме горди и со гордост секогаш ја представуваме Македонија и најпосебно нашиот фолклор. Секоја чест да ми ги поздравиш прво во културно-уметничкото друштво Александар Турунџев. Благодарение на нив и јас отпатува во Австралија пред многу години и се надевам дека повторно ќе имам можност да дојдам, да се видиме, да се дружиме. Поздрав. Ќе дојдам, ветувам дека ќе дојдам. Да. Одлично. Да видиш наша гостина. Да, благодарам многу, ќе уживам. Верувам дека како што и ви беше полна куќата во Македонија, бидејќи работевте и таква емисија на времето полна куќа, така е полно и сега, нели? Гледам дека често пати ви доаѓаат нашите колеги музичари на гости, така? Сите колеги музичари кои што доаѓаат во Австралија се наши првенствено пријатели, а потоа и колеги со кои што ние се уште и контактираме, и комуницираме, и то работуваме. Така да секогаш се добродојдени во нашиот дом, тоа го споделуваме со огромно срце и задоволство на сите социјални мрежи, не за да се фалиме, чисто да споделиме една радост, и да направиме една убава атмосфера на секој што сака на нашите почитувачи на народната музика. Тук имаме една анекдота од наш колега, вика, ако си бил Австралија, не си бил кретање на улица, како да не си бил. Браво, како прекрасно го кажа ова. Потврдувам дека е така, бидејќи ве следам на Фејсбук и знам дека кој стапна нога во Мелбурн, обавезно, задолжително го гледаме со вас на слика, дома во вашиот дом. Секоја чест. Во моментов и Сузе Гавазова има турнеја низ Австралија, низ Мелбурн, така? Така, Сузана е тука,
Цаки од групата Кис ни е тука. Next time. Next time Лозано ги чекаме. Браво, браво. Секој во Секоја Да, чест. се во 5 дана, за 2 викенда доаѓаат овека, исто ќе ги посетиме на концерт, се надеваме ако најдат време да дојдат во нашиот дом или барем на едно кафе да се видиме, пошто Секоја чест. и со нив ќе снимаме убава соработка токму во емисијата Полна куќа. Ете, тоа е Овдека тоа. е секоја куќа полна, ама сега да кажам и една многу убава радосна вест на 25 јули ќе ја наполниме и нашата куќа во Скопје, така да ние сите четворица доаѓаме во Македонија, 2 Браво. месеци ќе се дружиме, ќе се сакаме, ќе се гушкаме, ќе пееме, ќе играме све. Одлично. Почнавме веќе и настапи и за настапи да не договараат, така ќе има доста Супер. музика. Многу се радувам што и во живо ќе се видиме, ќе се гушнеме. Ете, тоа е тоа македонско срце, тоа е таа македонска широчина, топлина, убавина која сака да споделува, а не да се затвори дома и да ги реди доларите. Така, нели има и такви? Има и такви да ги чуваме парите. Секоја чест. Тања, Парите се затворени. да, така е. Парите се нешто што треба да го употребиме за убави нешта. Дај Боже да доаѓаат и да се вртат, бидејќи тие се енергија, така. Тања, бе, што не може вашата великденска трпеза, што задолжително има секој Великден? Па задолжително се тоа што го нема пред Великден. За обстоп. Така да Ево, синот Стефан. Стефан пристигнува, ова е Ајде, спонтано. Стефан. Ајде. Трепање тропа, там. Ајде да ги видиме вашите наследници. Стефан ќе го видиме, кој што вистинско австралиско момче со македонски манири. Ево кој Стефан. Здраво, Стефан. Малку пониско да можеме да ја видиме таа македонска убавина. Стефан, каков е животот во Мелбурн? Кажи ми, колку ти недостига Скопје и Македонија? Па многу ми е тука. Поише да сакам од Македонија, не знам, поише ми се сега. Не знам. Тоа е дека добро се адаптират, слушај. Одлично се Да, адаптираше. нови така. другари. Сега со спортот тука многу да со баскет играм, ама сега не играм. Ама сега имаме тука спорт, па се викам пути, како рагби е. И така, да, многу се играм. Така. Има ли Има и македонски другари овде. Да, има ли денови кога ти недостига премногу Македонија и кога си велиш дека можеби би било подобро да останевме дома во Скопје? Да, има, да. Има такви Сакам да видам баба ми и тетките и да, сите. Да. Да. Верувам дека и Петар ќе го видиме и Стефан ќе ги видиме заедно, доаѓате семејно во јуни? Да, сите, да. Одлично, да. Верувам дека ќе успееме да направиме и некој прилог, малку и да подзапееме. Тања, што ново подготвуваш на музички план? Новица, истото прашање, спреми го и ти да ми одговориш. Дали се снимаат песни, дали се работи некој нов материјал? Па имам баш нешто толку ново, тоа новица ќе ви кажа. Да, па. Што туку вчера, значи го сними вокалот овде во едно студио на еден мој колега Роберт Чеповски, на наш колега. Вокалот е снимен овде, а песната ќе се, мислам, автор на песната е Дејан Мировски и продуцент, а текстот е на Борче Нечовски. Тоа е таа екипа која ми направено многу од хитовите од кога се осамостојна листа на сол. Така да песната ќе биде свадбарска и е наменска направена за наши овде роднини. Единствени. Ќе прават свадба сега за скоро, ние ќе им пееме и сакаме да изведеме таа песна премиерно. Да. Секоја чест. Јас навистина би посакала да направите уште многу убави песни на македонски јазик, да биде секој ден, секој месец и секоја година помината на тој континент убава, поубава и никогаш да не се покаете зошто направивте еден таков голем и храбар чекор и напуштивте својата земја. Еве неповторно назад имавме мал прекин, но тоа знае да се случи понекогаш кога паѓа конекцијата. Тука некаде ќе ве оставам да се подготвувате, бидејќи е попладне и сигурна сум дека се подготвувате за вечер, ќе одите во црква. Како се вика нашата македонска црква која е најблиску до вас? Најблиската црква во која што често идеме, значи само на 5 минути од нас, се вика Света Петка. Одлично. И често ја посетуваме. Значи имаме, како што кажете, и манастир Климент Охриски. Со отец Гаврил, да.
Имаме Свети Никола, Свети Димитрија, Има многу цркви, да, има многу свети места каде што човек ако има желба и љубов да ги посети, се секогаш отворени за нас македонците и за сите православни. И така да, навистина и од таа страна сме задоволни, имаме каде да отидеме, имаме каде да се помолиме и комо и навистина да се чувствуваме дека не сме сами. А инаку да кажем, подготовките се уште траат, затоа што само на 10 минути пред да ни се јавите, ние веќе ги завршивме нашите великденски јајца. И морам да кажам дека Новица имаше голем удел. Еве тут му да, ови овде кои што светат, Новица ги фарбаше. Новица, навистина постојано ми изненадуваш пријатно. Тука некаде ќе ви се заблагодарам и на двајцата, прекрасни сте. Навистина, не само што имате една енергија која навистина дава еден оптимизам, една ведрина и една убава порака за луѓето кои што им е премногу од лоши вести. Вие сте секогаш оние кои ги демантираат лошите вести и секогаш сте пријатно изненадување на социјалните мрежи. Останете така ведри, вредни, неуморни какви што сте. Подарувајте музика и разубавајте ги животите на сите околу вас секаде каде што настапувате. Ве поздравувам. Имајте убав Великден. Имавме еве чест и задоволство да бидеме во домот на Тања и на Новица. Го видовме и нивниот син, едниот од синовите, а верувам дека во живо ќе ги видиме и во јуни.